Добар ден и од мене започнува новото издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телма. Во многу семејства владее хармонија се до раѓањето на второто дете. И тогаш почнуваат проблемите. За проширувањето на семејството и начините како да се надмине ова чувство на љубомора кај детето, денеска ќе зборуваме со Натка Пачовска, клинички психолог и психотерапевт од Институтот за брак, семејство и системска пракса Алтернатива. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов, добар ден и за гледачите на телевизија Телма и драго ми е што ќе разговараме на една ваква интересна тема. По доаѓањето на приновата во семејството се случува по старото дете да почне да мокри во креветот навечер или пак да инсистира да спие заедно со родителите во родителскиот кревет, доколку детето е на училишна возраст, може преку ноќ да стане проблематично да покажува послаб успех на училиште. Дали сето ова е нормално? Дали е нормално кај по старото дете да се јави чувство на љубомора кога во семејството ќе дојде нов член? Што тоа значи за неговиот мал универзум? Дали тоа значи загрозеност? Значи, очекувано е да поголемото дете изреагира на доаѓањето на новото дете, односно на проширувањето на семејството, а очекувањата се токму поради тоа што целото внимание до тогаш на родителите било насочено кон него, а од доаѓањето на новиот член, уствари кој што и бара повеќе внимание, всушност он го дели вниманието и некогаш се кажува и љубовта, иако љубовта е нешто што не може да се измери и подеднакво родителите може да го дадат и за двете деца. Така да доаѓањето на нов член во семејството за сите е еден процес во семејството, би рекла тежок за адаптација, а за детето, уствари, за првороденото е уште потежок, некогаш и второ и трето роденот, кога доаѓаат другите наред, како бебиња. И всушност во што се случува во универзумот нивен? Всушност се случува чувството дали јас сум доволно сакан, дали јас сум доволно вреден да го заслужам вниманието на моите родители. Што е со на чувство, односно со оној регрес што се јавува кај децата? Се случува по старото дете да сака да му стават пелена, да јаде блендирана храна, да пие вода од шише со цуцла, да се вози во количка. Треба ли да му се дозволи на детето вакво однесување или пак ова треба да се спречи? Прво, многу значајно е како е припремено детето за доаѓањето на новиот член во семејството, односно неговото братче или сестриче. А ако има добра припрема, тогаш веројатно и регресот ќе биде помалку изразен. Меѓутоа ќе се случува и покрај добрата припрема некогаш регресивно однесување на повозрасното дете и тоа не треба да се земе како многу ризична ситуација, туку уствари треба да се остави сето тоа полека, да се смирува, да има разговори, да има топлина кон него, да има посветено внимание, поготово од страна на мајката, бидејќи со малото дете ќе биде повеќе зафатена во однос на доење и се друго што активностите кои што, да кажеме, мајките ги прават поврзани со бебињата, вниманието од страна на мајката е многу значајно. И тука многу често родителите можат да погрешат со тоа што поголемото дете ќе го остават кај бабите да го чуваат или со таткото да поминува повеќе време, за мајката да има повеќе време со бебето. Меѓутоа, всушност, добро организирани семејства имаат добар баланс на поминување на време со бебето и со поголемото дете од страна на мајката. А мајката колку често пак се обвинува себе си дека не му посветува доволно внимание на постарото дете, па не се чувствува убаво ниту со едното, ниту со другото дете поради онаа грижа на совест што ја мачи. Чувството на вина често пати е порисутно од кај мајките. Дури јас во мојата пракса имам случаи кога доаѓаат поради било какви потешкоти или проблеми луѓето на советување на психотерапија. Всушност, многу прашувам кога имаат само едно дете, а планираат ли друго. Обично голем дел од мајките велат не, никако не можам да замислам дека ќе му ја скратам љубовта на првороденото.
што всушност апсолутно не станува збор за кратење на љубовта. Ние сите имаме во себе капацитет за многу љубов. И за 2 деца, и за 3 деца, и за сите луѓе околу нас. Само што всушност треба да бидеме, да веруваме во тоа и да бидеме, да се чувствуваме како жени, односно како мајки, дека имаме и капацитет подеднакво да дадеме внимание и на другото дете, односно на повеќе деца. Значи може подеднакво. Во реалноста подеднакво не е само збор, бидејќи кога ќе дојде бебето во семејството, ми се чини дека сепак обврските си го прават своето кон бебето. Сигурно, например, кога се дои бебето, не може мајката да стане и да биде со вниманието насочена кон постарото дете. Меѓутоа, додека го дои бебето, може истовремено и да чита приказна или да раскажува приказна. Додека го дои бебето, може некои други активности поврзани како игра со зборови. Така да, значи, треба родителите, односно мајките во оваа ситуација или родителите да бидат доста креативни. Така. Или пак сите, да речеме и таткото да го вклучат во тие игри, за да потоа, кога ќе има повеќе потреба мајката да поминува со помалото дете време, да тој ја инициира играта. Така. А што е со родителите, значи сега зборуваме и за мајката и за таткото, кои што чувствуваат грижа на совест, бидејќи не му посветуваат доволно време на постарото дете и почнуваат да му попуштаат комплетно, ги надминуваат сите граници. Се случува ли детето потоа да манипулира со чувството на грижа на совест на своите родители? Значи, ако границите ќе тргнат да се померуваат поради тоа, поради грижата на совест или чувството на вина, поради тоа што недоволно внимание му се посветило на поголемото дете или слично, тогаш тие еднаш попуштени граници всушност му даваат поголеми права на детето, поголеми можности, и тој секако наредниот пат повторно ќе ги побара. И воопшто не размислува дека манипулира, туку размислува дека еднаш имало право или можело тоа да го има или да го заслужува или да го има тоа внимание и така натаму, па ќе посакува и втор пат и трет пат и така натаму. Но тоа родителите знаат да го кажат како манипулација. А тоа всушност е негативно конотирање понатаму и ако го доживеат дека тоа е манипулација од страна на нивното првородено дете, тогаш нивното однесување ќе биде покритички насочено кон детето. А ако го доживеат како нешто што всушност детето го посакува затоа што еднаш му се случило да го добие, тогаш во таквите ситуации може да направат корекција во своето однесување, а истовремено целосното внимание, такво како што му е потребно на детето во однос на топлина и љубов да му го дадат. А какво влија критиката кај децата во ваква ситуација? Дали критиката всушност може да ја продлабочи љубомората? Да, секако. Ако детето се критикува или се стопира во неговите активности кои што сака да ги направи, например, често пати ќе сака да помогне нешто поврзано со бебето, а мајката ќе смета или таткото дека ќе го повреди и ќе изреагираат со критика кон него, или пак треба да молчи затоа што малото бебе спие и слични некои однесувања, и тогаш однесувањето на детето доста често е критикувано. Критиките негативно влијаат врз децата, затоа што критиката значи јас не сум доволно добар. И тоа да помогне потоа да се развие едно чувство на помала вредност кај него. Или ниска самодоверба. Тоа самодовербата од мали нозе се гради. Така да секоја критика негативно делува. У секој случај има позитивни критики во смисла на тоа да се каже што не е добро, а што е подобро, меѓутоа со сите однесувања треба да се разговара со децата. Ово е дел од емисијата Нека биде контактен. Тука ќе ги отвориме нашите телефонски линии. 3076-677 е телефонскиот број на кој што можете да контактирате со нас и да поставите прашања, доколку е поврзано секако со денешната тема, а тоа е како да се спречили да се намали љубомората кај постарото дете. Има ли идеална разлика возрастна помеѓу децата кога станува збор за проширување на семејството, за да не се јави чувство на љубомора, което
воопшто возможно? Постои ли нешто такво? Да се смета рецепт? дека љубомората од разни истражувања и обсервации дека љубомората почнува да се развива од 3-та до 7-та година на развојот на децата, така да деца кои што се на помала далечина родени, на помал временски период, всушност тоа е и нешто што скоро и да не е видливо, дека постоело љубомора помеѓу нив. Меѓутоа, всушност во таквите ситуации родителите се повеќе насочени да даваат внимание на првороденото, затоа што го сметаат за бебе се уште или мало, например 15-18 месеци, го сметаат дека е мало и дека навистина му треба внимание, и во таквите ситуации не повикуваат на негова разбраност. Така. Ствари, потребата, емоционалната потреба на поголемото дете, на било која возраст да е за мајката и таткото, односно за љубовта, е силна во било која возраст. Така. Многу често се случува поголемото дете да стане одеднаш големо, односно родителите да велат ти си голем, а всушност се работи за уште едно мало дете. Така е. Така е. Затоа што ако е детето 3 или 4 години, тоа е големо во споредба со големината на бебето и со потребите на бебето од мајката. Так. И токму заради тоа се смета дека наеднаш тоа пораснува, станува големо и треба све да разбере, а сепак е мало. И емоционалните потреби него преку ноќ не му се промениле. Так. До тогаш родителите му задоволувале сите потреби што он ги има или повеќето потреби, а сега наеднаш треба да разбере дека нема да може да му бидат задоволени. И повторно ќе речам, припремата за доаѓање е клучна. Имаме гледач на линија, да го вклучиме со прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Овде мајка на 2 деца, од кои едното е 3-месечно. Сега големото е 2,5 години. И сега големото, што е всушност не е големо, кон малото се однесува со почесто внимание баш поради припремата, меѓутоа во даден момент тој ја гали, ја пази, дава играчки да ги фаќа, после тоа за кратко време ја мава или ја лиже, или ја гризе. Како да се однесуваме во тој момент? Ние обично му викаме баш тоа што го кажавте вие, голем си, треба да научиш неа, меѓутоа не знам дали е тоа правилен начин на однесување од наша страна во тој момент. Ви благодарам. Одлично прашање, ви благодарам што се вклучивте во програма. Значи, ова во однос на гризење е некаков тип на агресија може да биде, а некогаш може да биде излив на нежност. Сето тоа е во зависност од тоа како тоа дете научило излив на нежност, затоа што некои луѓе покажуваат љубов со тоа што ги стиска децата, покажуваат една. Меѓутоа, ако станува збор за агресивно однесување, тогаш има нешто што во овој момент му смета на детето. Меѓутоа, ако тргнете да зборувате на дете од 2,5 години, голем си ти, треба да разбереш и така натаму, всушност тоа би можело да напротив да го потенцира неговото однесување, туку повеќе ајде да видиме што тебе се во овој момент те лути или што да се малце поразговара за тоа. Дали можеби не ти се игра повеќе со братчето или сестричето. Ако не ти се игра, можеби ти се игра со мама, можеби ти се игра со тато. Што би сакал сега да играме? И да тоа, уствари, на тој начин се разговара и да се каже дека може да го повреди бебето, но истовремено дека и ако некој со него така се однесува, и него ќе го боли, односно ќе го повреди. Така да некаде емпатичноста ја развие во однос на тоа што го прави на помалото бебе, дека истото, ако некој не му го направи, него ќе го боли. Споменавте дека е многу важна подготовката кога мајката е во болница. Еве да почнеме со некои практични совети. Дали треба по старото дете да дојде заедно со таткото за да го земат бебето во домот? Треба ли детето да ја посети мајката во болница? Еве да почнеме од стартот некои такви конкретни совети. Значи, прво, додека е мајката во болница, детето треба да остане со таткото во својот дом.
Или Так. ако веќе други луѓе дојдат, да речеме бабите, дедовците, помагаат во целата тој процес додека не е тука мајката, тие треба да дојдат во домот кај детето. А вториот момент е секако треба да ја посети мајката, затоа што од самиот момент на посетување во болница, па се до зимање на бебето заедно со сите други од болница, всушност е уважувањето негово дека он е значаен, голем, значајно уважен дека е важен член од семејството, кој што му посакува добре дојде на новиот член од семејството. И всушност они се цело семејство, како да не дојде да го земе братчето или сестричето, кога зборуваме за проширување на семејството. Так. А ако го изземеме од сето тоа, всушност тој како да не е тогаш во тој момент дел од семејството. Дали е погрешно ако родителите го представат бебето како братче или сестриче со кое што ќе може да си играат? Тука многу често родителите недоволно објаснуваат во однос на тоа дека ќе може да се играат, затоа што децата конкретен начин на размислување имаат. Зависно и од возраста, меѓутоа и веднаш очекуваат дека кој ќе дојде дома бебето ќе играат со него, а всушност ќе се разочараат кога ќе разберат дека тоа не е така. Во самата припрема треба добро да се објаснува дека ќе треба време да порасне кога заедно ќе играат, но додека расте бебето, дека тој може многу да помага во запознавање на многу работи, да помага и во негата, и во грижата, но да помага и со тоа што ќе го запознава бебето и со играчките, и со песничките, и со многу работи кои што на детето му се важни во играта. Така, значи треба детето да биде вклучено во секојдневните активности, што е со градинката. Дали треба детето да почне да оди во градинка откако ќе дојде при новата во домот? Ако не оди во градинка, детето кога мајката е бремена, за време на бременоста. А тоа често се случува да останува детето тој период дома. Тогаш лошо избран период е да се одбере моментот да оди во градинка. Значи, ако оди во градинка, треба да продолжи да си оди во градинка. Барем додека откако ќе дознаат родителите дека на пат е друго бебе, тогаш да се започне со одење во градинка, за да може детето да се навикне во тој период од 9 месеци и на градинката, и да другарчињата му недостасува, да му се важни во неговиот живот од другарчињата, од градинката, учителките. Значи една социализација да се направи, а потоа да кој ќе дојде бебето да си продолжи со одење во градинка. А ако тој момент се избере да се отиде во градинка, тогаш два силни момента во животот му се случуваат и ќе бараат многу капацитет за адаптација. Така. Доколку љубомората е поизразена, доколку детето покажува некаква форма на агресија и кон мајката и кон бебето, дали во тој случај родителите треба да поберат психолошка помош за детето, или пак тие се тие кои што треба да отидат на разговор кај психолог? Најпрво треба тие да отидат, затоа што често пати децата реагираат или на однесувањето на родителите, или на некоја промена што се случила во семејството. Една е промената со доаѓањето на бебето, или пак реагираат на тоа како се однесуваат со него, со детето во однос со бебето. Значи, прво треба родителите да дојдат, а може би и други промени се случиле, па некаде да се добијат одредени смерници каде да го променат своето однесување, за да не го стигматизира детето, да не се доведува во ситуација да се доживува дека нешто страшно се случува, па потоа ако не се променат работите, тогаш ќе се направи една консултација заедно со детето во психотерапевската ординација. А понекогаш децата, односно најчесто отворено ја изразуваат љубомората, но се случува ли да има скриена љубомора? Како родителите да детектираат дека има некој таков проблем, доколку детето не изразува? Како се манифестира всушност таа скриена љубомора? Најчесто се манифестира со тоа што се промените се повлекува детето. Значи повлечено е, не на тој начин не се однесува како што се однесувал до тогаш, или па евентуално ќе се појават
ноќно мокрење, например, ако до тогаш детето немал, веќе се навикнал да спие без пелени, да сега наеднаш мора да се ставаат памперси и така натаму. Значи, тоа е онаа скриена љубомора или реакција на доаѓањето на новиот член во семејството и евентуална љубомора, чувство дека е помалку сега значаен и помалку внимание се добива. Или други симптоми. Може да се појави дури и проблеми со говорот, да почне да зборува како мало бебе, значи да направи еден регрес. Сето тоа се скриени манифестации. Не мора да има некакви јасни, агресивни или пак однесување кон бебето или пак побарување зголемени од страна на мајката или Што од страна треба да биде на татко. аларм за да се јават на психолог? Дали има некој момент кој што е присуден во однесувањето за да се јават на психолог? Се што- Или секој одстапување е простор за интервенција? Значи, секој одстапување кое што личи дека е веќе премногу, пресилно или предолго време присутно. Инаку одстапувањата кај сите очекувано е да се појават, само што кај некој ќе биде пократко, па ќе заврши брзо или пак ќе биде поинтензивно. Тогаш во таквите ситуации треба да се појави. И сосема на крај, дали е нормално па да не се јави чувство на љубомора? Комплетно отсуство на љубомора кај детето. Може би манифестација во смисла на интензивно, впечатливо однесување нема да се јави. Меѓутоа, чувството дека јас сум сепак важен, а не дека сега сум веќе неважен, ствари ќе се појави кај секое дете. Очекувано е да се појави. Ако всушност апсолутно не покажува љубомора, тогаш е старо мало. Нешто Така. што уствари предвремено е созреано за тие процеси, да кажеме, во На семејството. вистина интересен разговор, ми беше драго што бевте дел од 0N+ и што разговаравме на тема како да се надмине љубомората кај детето. Драго ми беше и мене. Тука го заокружуваме денешното издание, се гледаме секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно!